За 2 сантиметра е намален водостојот на Дојранското, а за 1 на Преспанското езеро во споредба со вчера, покажуваат резултатите од последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи. Познавачите на состојбата велат дека тоа е нормално движење на водостојот, што е карактеристично за овој период од годината. Не станува збор за алармантна ситуација. Не, тоа е нормално намалување на Дојранско езеро. Тоа е секоја година од 40 до 60 сантиметра, 50 сантиметра паѓа нивото. Секоја година, не само една година, не секоја година. Тоа е нормално. За овој Нема врнежи, високи температури, загревање на водата, ветерот си оправи своето, така да не е ништо страшно. Моментално имаме негде во 60 санти на паѓање на нивото на езерото. 55 санти на ствари. во споредба со? Не, мислам што беше највисоко ниво и сегашното ниво 55 санти на разликата. Мислам паднато е нивото. Така, кога? Ајде секоја година, ајде тој период не многу. Сепак Талевски смета дека на долг рок, доколку не профункционира системот ѓавато, може да се појави кризна состојба со Дојранското езеро. Не знам, тоа се лошо ше исклучи кризен системот. Што да помнеше вода езеро, тоа е исклучили ќе 4-5 месеци. Така да за други години може да има последици. Подолг рок, да кажем. Дално езерото има резерви на вода. Повисоко е нивото од нормалното што треба да види. Практичка резерви има, ама ако нема промени, ако не се пусти каналот, за другите години ќе биде критично малку. Инаку во однос на повеќе годишниот просек за август, нивото на Дојранското езеро е за 2,48 метри повисоко, додека водостоите на Преспанското и на Охридското езеро се пониски од просечните и тоа за 1,82 метри кај Преспанското, односно за 11 сантиметри кај Охридското езеро. Најчесто пониски од просечните за овој период од годината се и нивоата на реките во земјава.